Пријатели, добар ви ден. Не ја слушнав метеопрогнозата, меѓутоа утро слушнав дека може би да имаме мала дестабилизација во текот на денешниот и утрешниот ден, така што да си завршиме поуредно со активностите, обврските и да ги искористиме овие може би во моментот часови кои што се исполнети со сонце, па потоа некако сите по дома. Како и да е, претпоставам дека во претходниот период на Телма телевизија имавте прилика да ја слушнете подетално метеопрогнозата, секако во пакет со дневно информативно блок на вести кој што беше пред нас. Така што сега препуштете се повторно на Телма клуб и денес повторно во ритамот на здравиот дух ќе одиме од спорт, па потоа и Јосиф Дамјанов денес оваа среда ќе продолжи секако со здравите навики, советите кои што ги има снели секоја среда во второто продолжение од нашата емисија. 26 мај ќе ја запомниме или поточно оваа денес Телма клуб маса и работна атмосфера на некој начин ќе ја делам или ова столче токму со една прекрасна дама за прв пат во нашето студио. Ќе имам прилика денес да разговарам за една од можеби најубавите спортски да кажам платформи кај нас. Сите некако не поврзуваат убавите мигови моменти од сите досегашни олимпијади поминати така натаму. Меѓутоа овој пат малку повеќе за Атлетската федерација на Македонија, за Купот на Македонија за сениори и сениорки кој што се одржа викендов во организација на Атлетската федерација на Македонија и тоа во нашата почитувана голема национална арена Тодор Проевски. Во текот на овие денови всушност се направува околу 200 спортисти во повеќе дисциплини, тоа трчање од 100 до 10.000 метри, тука секако пречки, потоа височина, далечина, трискок, фрлање на ѓуле диск, копје и така натаму, оние бројни што би рекол јас дисциплини кои што и даваат еден прекрасен мозаик и длабочина на Атлетската федерација. По тој повод и во нашето студио ќе имаме дамата која што е и националната позиција, председателката на Атлетската федерација на Македонија, почитуваната госпоѓа Александра Војнеска Зикова, која што ќе сподели за тековните настани, за завршениот веќе Куп на Македонија за сениори и сениорки, за дисциплините малку повеќе. И во моментот дека тие работат на бројни проекти паралелно, предвидено кои што се во календарот за тековнава 2021, меѓутоа и како помина генерално 2020 година за Атлетската федерација на Македонија и генерално спортот, иако бројни од настаните се стопирани, вклучувајќи веќе испоменатата Олимпијада која што треба да се одржува годинава во Токио. Се повеќе неизвестно е, можеби почитуваната Александра ќе има некакви информации да ми даде. Меѓутоа колку што имав прилика да се информирам последниот период, се уште властите со народот конкретно некако се во некои контрадикторни ставови, спротивставени ставови со оглед на тоа дека нема годинава да има премногу или воопшто туристи кои што ќе бидат присутни на трибините во арената кај што ќе се одвиваат дисциплините или апропо Олимпијадата, меѓутоа како и да е, предвидено е во текот на јули и август да уживаме во новата Олимпијада. Како и да е, последно и најактуелно кое што е поврзано пак со Атлетската федерација на Македонија, само ќе споменам дека е, што ми е многу драго, е опремување и набавка на опрема на клубовите, така што кои се активности ги превзема, можеби Атлетската федерација на Македонија ќе ни одговори почитуваната Александра Војнеска Зикова. Едва и чекам да уживаме и со музика, како што кажав, ќе го заокружува издание Јосиф Дамјанов, така што ќе биде убаво спакувано повторно наше издание овој 26 мај или оваа среда. Ќе се подсетиме на тоа е на некој начин нов бранд, New Wave, така беше под категорија ставен овој музички жанр или син-поп, една од можеби најактуелните музички групи во 80-тите. Се надам дека ќе уживате исто како што ќе ужива и нашата екипа во студио со феноменалните момци, англискиот бенд Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World ќе биде темата која што ќе ни го стартува ова наше издание. Да, тоа е за мене, мислам дека една убава емоција од детството. Имаше на времето, се сеќавам, дали со пријатели или со родителите, особено тогаш некако многу се гледаше Олимпијадата, кога ќе се случат за 4 години и веќе чекаме кога ќе се случи во одредена географска положба и ќе ги гледаме сите овие дисциплини, меѓутоа драго нешто можеме да збориме сега и за нашите дисциплини, овие универзални дисциплини, меѓутоа адаптирани токму во програмата на Атлетската федерација на Македонија. Со Александра споделивме, се надам дека ова само ќе биде едно убаво крштевање
предавање телевизиско за нас, секако Телма телевизија, Атлетската федерација на Македонија, за сите проекти кои што ќе следат календарски во следнава 2021 година. Си ветивме дека ќе бидеме многу чести и присутни за да ве информираме и пред се да го донесеме секако духот и календарски оно што се случува конкретно со Атлетската федерација на Македонија. Веќе споделивме купот на Македонија за сениори и сениорки се одржа во текот на викендот, токму во организација на Атлетска федерација на Македонија во нашата почитувана национална арена Тодор Проески. Сите оние прекрасни дисциплини го некако и обединија всушност ова издание. Меѓу другото ќе потсетам за прв пат во студио убава вака една ентузијастичка атмосфера заедно со тебе Александра Војнеска Зикова, председател на Атлетската федерација на Македонија. Добро ми дојде. Драго ми е што се снајде со мозаикот за паркинг местото во Телма. Знае да биде голем предизвик. Да, значи убаво сте направиле шема да го збуните гостот пред да дојде, така да сега можеме да дискутираме и да се посветиме на темата за која што сум дојдена. Официјално ти честитки и за се што правите. Беше навистина предизвикувачка година, особено и за спортот. Голем дел од настаните беа и прекинати. Некако имам веќе и чувство, претпоставам дека и ти, ама и сите некако дека се враќаме во една убава спортска игра. Годинава, повторно пролета, летото не ги отвара можеби тие чакри. Така што честитки за успешниот веќе минат настан во текот на викендот. Чисто да го споделиме, бидејќи особено кога нели сме адаптирани во сценарио на ковид, не е едноставно, меѓутоа успеавте некако да се адаптирате и да донесете спортска магија. Всушност, како и сите, се навикнавме да функционираме во услови на ковид. Значи, јас сакам да напоменам дека минатата година бевме прва федерација која што имаше одобрени протоколи од Комисијата за заразни болести, која што го изреализира речиси целиот календар на надпреварувања. И во една таква тешка сезона како што беше 2020 година, нели немавме ниту еден заразен од Атлетската федерација. Тоа за нас нормално значеше така едно опуштање, голем успех и воопшто немавме дилеми дали оваа 2021 ќе продолжиме со истото темпо на действување, дури со многу позасилена нели агенда, понабиена агенда со оглед на тоа дека голем дел од настаните кои што беа предвидени за 2020 беа презакажани за 2021 начело со Олимпијадата, вклучувајќи Олимпијадата, така да се навикнавме по тие протоколи да работиме, успешно работиме, успешно се снаоѓаме и се надевам за брзо време дека ќе ги снемаме овие протоколи, ќе биде олеснување, мислам, генерално за сите, не само за спортистите. Како не. Меѓутоа, додека е ваква ситуацијата, ќе функционираме под овие услови. Јасно. Мала дегресија, јас бидејќи не сум спортски новрен лаик, сигурно имаш информација, Александра, за она што се случува можеби со Олимпијадата. Властите велат да се случува, народот вели да не се случува, нели поради се уште можеби за жал големите бројки кои што ги имаат нели во тој дел од светот. Меѓутоа, годинава ќе има Олимпијада генерално да се следи? Ќе има Олимпијада без присуство на публика. Дефинитивно ова е децидна одлука која што веќе имаат. Да. Одлично. Како беа поделени учесниците, резултатите годинава и така натаму ме интересира и тука додека говориме ќе погледнеме фантастични се фотографиите и видеата, чисто вака да споделиме на, како што кажав, убава магија од теренот на Тодор Проески. Сакам да напоменам дека сениорскиот куп, значи ние најбитен надпревар во календарот на Атлетската федерација, нормално бидејќи не настапуваат најдобрите атлетичари. Се потрудивме како федерација да го подигнеме нивото на техничка организација, да им понудиме на спортистите подобри услови за постигнување на резултати и мислам дека сето тоа оставаше една многу убава слика, првенствено нели на сериозна, на стабилна федерација. Настапија нашите најдобри атлетичари. Имавме прекрасни резултати. Околу резултатите, како годинава рекорди се направија некој можеби? Имавме многу и лични рекорди. Имавме убави резултати од кандидатите за Олимписките игри. Би сакала да го издвојам рекордот на Дарио Ивановски на 10.000 метри и прекрасните резултати на Јован Стојовски на 100, 200 и 400 метра. Двајцата ни се главни кандидати за Олимпијадата во Токио. Еден од нив ќе патува. Се гледа генерално, значи се водиме според ИЕФ таблицата. Значи дека ќе имаме некоја мала делегација која што ќе патува? Ќе имаме само еден представник од атлетика. До сега, ајде, веќе кога ја отворивме темата Олимпијада, има двајца представници други кои што ќе патуваат. Едниот е од борење, другиот е таеквондо. И така да сега за сега мислам дека е некоја бројка 3 или 4 спортисти севкупно од Македонија кои што би патувале. Нормално има уште месец дена до Олимпијадата во овој период доколку некој не успее да издвои
Јасно. норма. Во 2020-та, како што спомена, многу од активностите нели се презакажа годинава, меѓутоа имавте предвидено во календарот колку што имав прилика да прочитам надпревари кои што се одложија. Каква е агендата годинава, нели покрај можеби подготовките сега за актуелната олимпијада, меѓутоа секако имате вие и други активности? Напоменав многу набиена агенда. Имаме цел систем на домашни надпревари, значи целиот систем на организација почнувајќи од првенствата за млади пионери па до сениори. Потоа имаме традиционално земаме учество на балканските првенства за млади младенци, за младенци и за сениори. Имаме на 5 и на 6 учество наша делегација патува во Сан Марино на Европско првенство за мали земји, каде што сме членка. Потоа не очекува Европскиот куп во Кипар. Тоа е тимско првенство, каде што би настапиле со голема репрезентација, бидејќи треба да се покријат сите дисциплини. Имаме Европско првенство до 23 години, тоа е млади сениори, нормално на крај имаме и олимпијадата, значи премногу настани. Тоа прилика како ќе може до септември, октомври овие сите настани се? Олимпијадата завршува август, ние до септември завршуваме со календарот, во однос на надпреварите. Нормално во однос на проектите на сите оние активности кои што ни се предвидени согласно планот и програмата за реализација на Атлетската федерација, си течат тековно и си имаме нели секој месец активности и после завршувањето на летната сезона. Меѓутоа конкретно надпреварите нас летната сезона ни завршува во септември месец. Има ли конкретна некоја дисциплина која што е во подем, бидејќи за жал, не знам, можеби ќе ме поправиш ако грешам, во минативе деценија и повеќе, не знам дали сме имале представници кои што биле можеби нели на некои поголеми надпреварувања, што се да речеме ѓуле, диск, копија и така натаму. Дали конкретно освен трчањето кое што е нели мислам дека нели универзално некако, дали конкретно овие некои дисциплини кои што се хајде сега ќе кажам помалку примамливи или за македонската јавност или регионов, кај нас има да речем можеби помрнување од една точка? Во контекст на тоа прашање не успеав приеска нели да го припоменам. Андреа Страјковски, наш репрезентативец, кој што ќе настапува за нашата држава веќе од наредната година, има добиено државјанство во процес е добивање дозвола од Светската атлетска федерација со оглед на тоа дека е роден во Данска и дека тренира и живее таму. Нормално додека се изрегулираат сите законски процедури. Бирократијата мала. Така, се трудиме да биде брзо. За сега нели одлично ни напредува процесот. Би сакала да го истакнам со резултатот 7:51 во скок во далечина, ете како техничка дисциплина, пошто ме прашавте, да, точно е само трчањето е, не во далечина 7:51, некој да скокне на наша национална арена 7:51, така делува светски, делува многу убаво, затоа што колку што е голема јамата, скока на крај на јамата и сето тоа така делува, да, така, изгледа така импозантно, малку светски, европски. 7:50. Тоа 7:50 е резултат 7:51 што го скокна на овој надпревар, инаку Андреас ни доаѓа со резултатот 7:87, така да ќе имаме многу појака екипа. Тука се ги напоменав Јован Стојовски, Дарио Ивановски како кандидати за Токио, Дрита Ислами, да не ја заборавам, наша олимпика и најдобра атлетичарка, значи во изминатата деценија. Тука ќе ни се приклучи и Андреас. Се надевам дека во наредниот период ќе се, нели, ќе се истакне, ќе произлезе уште некој, затоа што зголемена ни е масовноста, зголемен ни е бројот на деца што сакаат да тренираат и се надевам дека ќе најдат идол во некој барем од овие четворица спортисти што ги напоменав, да, и во кои што гледам дека веќе малите се препознаваат и гледаат идоли во нив. На која возраст ни Андреас? 25-6 години. Одлично. Всушност колку што се и останатите спортисти, ме радува затоа што се една генерација што ние сме ја немале со децении наназад. Значи да имаме четворица атлетичари од таков профил, да, кои што се конкурентни на Балкан, кои што освојувале во минатото медали на Балкан, кои што ги познаваат на Балканот, е голем успех за нас. Ако знаеме, еве, како информација, како податок дека нашата Балканска атлетска федерација број 21 членка, 21 земја од Европа, веќе со право се нарекува надпреварување на југоисточна Европа. Тоа веќе не е географски Балкан, кој имаме во првиот дека е на Украина настапува за Балкан или дека настапува Израел или Азербејџан, самиот квалитет на надпреварот значи многу. Така, Украина е лидер во атлетиката, мислам и на светски, на се уште го држат примато да речеме, нели? Така да ме радува фактот и горда сум што
ете, во ова време имаме такви добри спортисти кои што ќе го вратат сејот на атлетиката. Прекрасно. Сега вака ме предизвика кога спомена за децата, масовноста, посетеноста и интересот генерално за атлетиката. Мислам дека детската атлетика е многу важна, што односно се инвестира во ова, да речам, група на деца, бидејќи од најмала возраст е многу убаво да се даде таа спортска дисциплина. Работите и на паралелно и на детската атлетика. Детската атлетика е проект кој што веднаш го започнавме со промена во самото раководство. За жал, поради ситуацијата со ковидот, имавме доцнење на тие кидс комплети, комплетите за детска атлетика, кои што, како мало објаснување, чисто да имате слика, се состојат од мини препони, малецки ѓулиња, во форма на топчиња, малецки копија, некои јажења за скокање, така да се развиваат сите моторички способности преку игра. Нема класично ми се трчај, затоа што сето тоа е многу монотоно за децата, него имаме развој на сите, развој на атлетиката и така е мултидисциплинарен спорт. И имаме сегментарно развивање на сите психомоторни карактеристики, така да ова истото го правиме, меѓутоа преку форма на игра. Ако не играш во детскиот парк, тука некако се случуваат некои активности или не? Па различни клубови на различни локации, меѓутоа се најчесто во градски парк. И мене ме радува кога ќе поминам, дури да се прошетам, кога ќе видам толку многу деца дека тренираат атлетика. Токму и тоа ни беше целта, да успееме да допреме до родителите, да ја промовираме атлетиката како број 1 базичен елементарен спорт, кој што е основа за сите спортови. Не случајно е кралица на спортовите и не случајно е задолжителен спорт во основното образование во сите развиени земји. Јасно. Жената во спортот е уште еден проект. Така. Спомена неколку фантастични дами кои што сега во моментот повторно го земаат својот зенит во животот и со спортот и атлетиката. Колку жени веќе можеме вака да се гордееме, можеби со некаква бројка и во моментот генерално од тој аспект, значи жената во спортот? Јас како прва жена председател на една федерација, нормално дека максимално сум фокусирана кон родовата еднаквост. Значи сакам што поголем број на жени да бидат вклучени не само на терен, него да бидат во структурите на функционирање на една федерација, во структурите на функционирање на еден клуб. Затоа што исто настапуваме, исто трчаме, исти дисциплини, а на крајот распределбата во функција е различна. Имаме првенствено, значи генерално ќе зборувам за спортот, не зборувам само за атлетиката. Имаме ние жени кои што сите ги знаеме, ја познаваме сите Гордана Нацева, сите знаеме Стојна Вангеловска, така, ја знаеме Наташа Мешковска, значи знаеме од атлетиката Елизабета Божиновска, еве Адрита Исламиќ, ја спомнам жени кои што оставиле белеки, кои што сите ги знаат, кои што докажале дека можат и понатаму. Ја познаваме Александра Војнеска-Зикова исто така. Благодарам. Која што сигурно евоцира убави спомени од... Да, многу. Така. Така да мислам дека жената се покажала како способна да биде лидер на институција, зборувам генерално, и не случајно Светската атлетска федерација има донесено регулативи со кои што до 2027 година, значи на собранието кој ќе биде во 2027 година, бројот на мажи и на жени треба да биде 50-50 во сите структури, во сите тела, во сите комисии, во сите органи на действување на Светската федерација. Ние како член на таа федерација нормално следиме сето тоа што они го работат и се трудиме да го имплементираме кај нас како федерација. Како прва дама која што е и претседателка на Атлетската федерација на Македонија, претпоставам дека нивелација на бројката или еквилибриум кој што треба да се доведе е еден од можеби предизвиците кои што сакаш да ги имаш додека си на нова функција. Што можеби сакаш од љубов и она што се вели од to the core или од јадрото твое да направиш следниот период конкретно за Атлетската федерација на Македонија? Претпоставам дека имаш различни визии кои што сакаш да се ги исполниш и заедно со целиот тим. Првенствено, најголема желба ми е да го вратиме сјајот на атлетиката. Да допреме до луѓето и да покажеме дека сме број еден спорт генерално во светот. Така треба да биде и во нашата држава. Да покажеме дека без атлетика, без трчање, без брзина, без издржливост, без експлозивност не може во ниту еден друг спорт. Да допреме до родителите и да ги научиме дека најбитно е детето прво да има убав начин на држање, да знае да трча и оттаму го даваме спремно за било кој спорт, може да отиде од атлетика во било кој спорт. Да покажеме дека нашите кондициони тренери се спремни да помогнат за секој спорт,
така, да дадат придонес во секој спорт, така да сакам и верувам дека ќе успеам да покажам дека атлетиката и атлетската федерација е важна генерално за спортот на национално ниво. Не само за атлетиката. Тоа е на унија на спорт. Да не ме сватат погрешно. Супер фудбал, ракомет, одбојка, меѓутоа ми пречи што секоја година, односно 4 години мора да чекаме за нова можеби едиција од наши спортисти. Се надам дека што повеќе ќе има навистина акцент даден на атлетиката. Јас кажам дека има простор нели за сите спортови и секој дете, секој спортист ќе се пронајде нели во својата дисциплина, ќе се пронајде таму каде што треба да припаѓа, меѓутоа основата треба да произлезе од атлетиката. Како не? Кралица на спортовите. И за крај, бидејќи во најавата пред да се вклучиме во програма, споделив дека едно од најубавите работи кога ќе знаеме дека нешто се реализира до крај, кога ќе се го добие својот нов визуелен приказ и изглед, последно е најактуелно е опремување и набавка на опрема на клубовите. Така, значи почнавме со детската атлетика, со комплетите за детска атлетика кои што ги распределивме на 10 најуспешни клубови, на оние клубови кои што во минатото и стварно работеле со деца од најмала возраст. Направивме набавка со стартни блокови кои што ќе ги добијат сите клубови, набавка со реквизити за фрлачки дисциплини, копија, штоперици, сите тие се битни и такако за развој токму на тие дисциплини кои што ги споменавте, затоа што доколку не им ги овозможиме тие услови на клубовите, како да очекуваме резултати од тоа. Набавката тука, нашата програма нормално предвидува и многу други работи. За почеток е само тоа, детската атлетика, реквизитите за фрлачки дисциплини, стартните блокови, тука нема да застанеме, ние сме во функција федерацијата и во функција на клубовите, мораме да се ги поддржуваме, мораме да ги помогнеме, мораме да соработуваме за заедно да ја направиме правата слика на федерацијата. Ете, соработувате сега и со Телма телевизија. Јас би сакал Токио, Кипар, Сан Марино да бидат некако во игра со Телма. Денеска ја користиме дигитализацијата од секој аспект, така некако да си ги праќаме поздравите, можеби да направиме некакви убави поздрави, топли поздрави од овие делови од светот. Здравје Боже календарски кога ќе започнат сега. Секако, тоа многу значи за нас како федерација, многу ни е битна промоцијата. Спортистите се желни, нели, да покажат дека можат, дека се борат за, нели, за државата, дека постигнуваат успеси и нормално дека секој се радува доколку тој успех е виден, ценет и вреднуван. Супер. Многу ти благодарам за денешно интервју. Се надам дека ќе имаме следни прилики до крајот на годината и понатаму да си се дружиме и да ги споделиме приказните. Благодарам и на вас. За секој време. Продолжуваме се со здравите навики. Јосиф Дамјанов ни е во продолжение. Прашање и одговори со Јосиф. За оние кои што пред неколку месеци вака редовно не следите, знаете дека тие се сега навистина мои прекрасни пријатели. Sub Brothers се дебитира со Љубов си ти пред можеби повеќе од половина година. Овој пат пред само неколку часа добив само и нотификација дека имаме нов сингл, така што верувам ќе уживате премиерно во нашето музичко интермецо. Sub Brothers и премиерно овој пат Шизниси. Тој ми е брат, најдобро го познавам. За него ништо не можам да напишам. Сигурно знам, јас и тој сме север-југ. По 100 пат да можам да бирам, не одбирам друг. Кршам илјада принципи, без многу причини. За тебе и за сите наши приказни. Не ми се причини, ние сме вистински. Цветаат бизниси, нас сме се и шибариси. До тебе сум јас, те знам уште од порано. Што знаеш ти? Ми дишеш во врат, со тебе ми е досадно. Сонувам пак, јас да бидам помал брат. Бар на ден и ќе знаеш што чувствувам.
причини, ние сме вистински, цветаат бизниси, насме се и шикинци. Кршам принципи, без много причини, за тебе и за сите наши приказни. Не ми се причини, ние сме вистински, цветаат бизниси, насме се и шизниси. Чекира, дай мене малко. Фала. Бранзо, кажи. Што да кажам, по една. Добар ден. Претпоставувам се инспириравте малку околу атлетиката, си шизнавте и сега е време за прашање и одговори со Јосиф, односно рубрика во која што зборувам и одговарам на вашите прашања и теми и дилеми поврзани со пред се исхрана, активен животен стил во еден дел и се што значи добра состојба на телото, умот и духот. Стандардно Ask Јосиф е моето корисничко име на Инстаграм и таму го правиме најголем дел од интеракцијата, но се разбира ваша нека биде одлуката дали ќе изберете можеби некоја од другите социјални мрежи и канали или пак броевите на телевизија Телма, а за денес стандардно имам доста прашања спремено кои што и тековно не успевам да ги доодговорам во овие рубрики, но како и да е ќе им дојде редот и охрабрете се и слободно поставете прашање. Првото за денеска доаѓа од Анита.Младеновиќ и вели зошто овес, нане, свинско месо ми прават подуеност и гасови, воопшто не ми одговараат, посебно овесот. Анита, ако не ти одговараат, е најдобро и да ги избегнуваш, затоа што телото ти кажува на еден начин дека има некаков проблем, но пред тебе можеби да одлучиш да ги исфрлиш, провери пред се, ако зборуваме за овесот, има шанси да некогаш постои можност да растителните влакна кои што ги има во овесот, а ги има во добри количини, да не успева дигестивниот систем да ги обработи, да ги доразложи или пак да продуцираат премногу гасови кои што ти прават подуеност. Една од причините може да биде нетолеранцијата на авенин. Тоа е еден протеин кој што го има во овесот и можно е да ти прави проблем, но пред да констатираш дека можеби со авенинот имаш интолеранција, јас би ти препорачал да пробаш дали овесни каши ќе ти прават исто подуеност, кои што веќе некако се обработени и е тоа овес кој што е изблендален или раситнет, можеш и дома да го направиш тоа или па да си земеш некоја овесна каша во која што нема дополнителни шекери и така натаму. И втората опција ти е да пробаш да го ставиш овесот во вода, да отстои дури можеби и од вечер и да додадеш малку лимон, со тоа да придонесеш во првична обработка и разградување на тие растителни влакна и сложени јаглехидрати, па при тоа да можеби ти се ослободи подуеноста. Ако ни на двата начина не успеваш, во тој случај најдобро е да го едноставно да можеби релативно го намалиш како количина, ако ставаш можеби во твоите оброци 3, 4, 5 лажици, да намалиш на една или па во целост да го исфрлиш, затоа што можеби се работи конкретно за интолеранција на авенин. За свинско месо зошто имаш подуеност? Едната од веројатностите е дека има да речеме во дигестивниот систем кога се обработуваат протеините се ослободуваат доста големи количини на азот и особено е тоа е поизразено кога се работи за животинско потекло на протеините и свинското месо е, знаеме дека протеините се од животинско потекло, затоа доколку немаш од други животински протеини проблем, во тој случај најверојатно се работи можеби за одреден синџир на аминокиселини кои што конкретно создаваат поголеми количини на азот во твојот дигестивен систем и ти прави подуеност и затоа избегни го, бидејќи на крај на денот ако јадеш и меса и млечни продукти, јајца и генерално немаш група на продукти кои што ги исфрлаш од исхраната, во тој случај имаш многу други различни типови на месо кои што можеш да ги инкорпорираш и ако конкретно
конкретно свинското месо ти прави проблем, исфрли го и ми го спомна, мислам и Нане, не знам за Нането да ти одговорам, не успеав ниту да најдам конкретна наука и факти кои што зборуваат за Нане и подуеност, така да не би знаел за конкретно тој продукт да ти дадам насоки и совети што да правиш. Следното прашање доаѓа од Cowboy on Red Dead, така му е корисничкото име, вели дали е добро да правиме туширање со ладна вода. Добро е. Генерално е добро да се тушираш. И да, тренд е и се зборува денеска за туширање со со исклучително ладна вода. Има и ice baths, односно во мраз, особено знаат спортистите тоа да го прават како начин на регенерација на мускулите, да одат во топла, па во ладна вода и во бањи. Бенефитите може да бидат намалување на воспалението после физичка активност, да доколку имаш иритирана кожа и да те чеша и слично, да имаш некои такви појави, да помага затоа што ладната вода практично ги стеснува капиларите кои што ги имаме на површината на нашата кожа и при тоа се намалува дотокот на крв и помага, се концентрира во внатрешниот дел на телото, абдоменот најмногу, и при тоа помага да се оттргне таквата појава и чувство на чешање. Но немој да прифаќаш дека едно е подобро од друго. Се препорачува, да речеме, ладни тушеви и бањање со ладна вода да се практикува можеби наутро, бидејќи зголемува будноста, циркулацијата, пулсот и така натаму, и ќе ти помогне за да можеби по спремно го влезеш во денот, во работниот ден. На вечер се препорачува да биде туширање со топла вода. Искрено ја лично тие игри на топло-ладно исклучиво ги правам во спа, дома не ги правам, не се туширам со ладна вода, затоа што генерално и утрата не ми треба некоја доволна будност, си се будам буден и не ги практикувам, но се разбира дека има бенефиции и слободно практикува ги. Дали ладен и топол туш, и најдобро е да правиш комбинација. Значи можеби да одиш до 30 до 60 секунди на максимум колку што можеш да издржиш ладна вода, па потоа да одиш до 30 до 60 секунди до максимум колку што можеш да издржиш под топла вода, и тоа да го повториш можеби 2-3 пати. Таа комбинација најмногу се препорачува дека ги дава и двете бенефиции, и на будност, и на можеби смирување, и се препорачува во случаеви и луѓе кои што имаат можеби анксиозност и слични такви појави. Така да тоа е мојот одговор и одговорот на науката. Следното прашање доаѓа од Мартина Филиповска и вели која храна е најдобра за имунитет. Мартина, не постои најдобра храна за имунитет, затоа што пред се имунитетот не се случува, не доаѓа поради тоа што јадеме одреден тип на храна. Имунитетот се создава кога ќе дојде во сусрет со различни бактерии, вируси и така натаму. Тоа што можеби ти ме прашуваше како да изградиш подобра инфраструктура за кога имунитетот треба да реагира, да има ресурси и градежен материјал и муниција од каде да зема за да може да се бори против, народски кажано, непријателите. Многу често во денешни услови, бидејќи науката се повеќе напредува, и знаете, зборува, ќе излезе со факти дека цинкот, придонесува за одржување на имунитетот, витамин Д придонесува за зајакнување на имунитетот. И тоа повеќе науката зборува за тоа дека недостатокот на витамин Д, на цинк и така натаму ќе придонесе за компрометирање на имунитетот. И затоа е многу важно ова да го разбереш, бидејќи баш поради ова многу луѓе денеска хистерично користат суплементација и еднонутритивни витамини и минерали, се со цел за да го појачаат имунитетот. Но мора да ти е јасно дека тоа не се случува, затоа што доколку немаш недостаток на одредени витамини и минерали,
користењето на мултивитамини и додатоци е непотребно и безполезно. Така да добра исхрана, добар животен стил, физичка активност редовна, хидрација и се она што подразбира урамнотежен живот е формулата за долгорочно здравје, за добар имунитет, за добра енергија, за добар изглед, така да не барај која конкретно храна или продукт ќе ти придонесе за такво нешто. Така да, Мартина, со твоево прашање, кое што е трето, за денеска и ќе завршиме, остануваат сите останати за кои што не стигнав да ви одговорам, ќе им дадеме време следната недела, односно следната среда, а до тогаш ми останува да ви посакам добро расположение и здрави животни навики. Чао, чао!